ime Otca i Sina i Svetijeg Duha. Amin. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, еве измина првата седмица од великиот пасхален пост. Ни остануваат уште 6 седмици кои што ќе треба подвижнички и со љубов да ги изодиме, за да стигнеме до целта од нашиот благословен надпревар во доброто, како што се изразува светиот апостол Павле во своето послание до солунските христијани. Во ова сабота Светата Црква Божја се спомнува на еден чудесен настан што се случи во Цариград во 4. век после Христа Господа и е врзан, а тоа чудо е врзано за личноста на великомаченикот Теодор Тирон, висок воен чиновник во тогашната грчко-римска армија со висок, највисок можен чин, генералски чин, кој што, како и свети Ѓорѓија и свети Димитрија, животот свој му го подари на Христа Господа, ставен пред изборот помеѓу тоа што царството му го дава земско и помеѓу онаа што му го дава царот на животот, Господарот на светот, Христос. Свети Теодор Тирон без мислење се определи за Христа Господа, царот небесен и творецот на се што постои. Но тоа што треба да се знае за денешниот ден, а е врзано за неговото житие, е делото или неделото на злосторниот цар Јулијан Отстапник, кој што откако дојде на тронот на византиските императори, се трудеше на сите можни и неможни, дозволени и недозволени начини да ја возобнови паганската религиозна традиција на живење и култура. Инаку Јулијан Отстапник ни е познат од житието на свети Василий Велики, бидејќи заедно со него студирале на познатата и славна Атинска академија. Но, за разлика од свети Василий, Јулијан Отстапник бил богоборно настроен, поради што една година со намера да го оскверни светиот живот на православните христијани во Константинопол, заповедал целата храна на пазарот во престолниот град на Византиската империја да се попарска со крв од животно принесено на крвна жртва на идолите. Гледајте сега колкава е строгоста на православните христијани во тој случај. Бидејќи немало што да се јаде, се било попрскано и обесветено.
и неупотребливо со самото тоа за исхрана, православните христијани се нашли на голема мака. Се бореле за гол биолошки обстанок. И тогаш се случи чудото за кое што се пишува во житието на денеславениот светите, по неговите свети прозби, тој од Бога награден и дарен ги снабди православните христијани со една количина на пченица, која што тие требаше да ја сварат и меѓу себе да ја поделат, додека не помине големото искушение за нив приведено од тогашниот цар на империја. И така, со името на Бога, светиот Теодор Тирон, по чии молитви се случи тоа чудесно наоѓање на пшеничната храна, православните се избавија од злото, од искушението и не допуштија нивните животи да бидат обесветени со употреба на недозволена храна. И денеска, браќи и сестри, се наоѓаме пред истиот тој предизвик. Внимавајте што јадете, внимавајте каква храна ни се нуди, со кој знак. Добро е да се знае која идеологија стои за тој знак, што се ни се нуди, сушност. Велам, истото ни се случува, а тоа значи дека повтор некој храната што треба да ја јадеме, ја загадува, ја инфицира со крвна жртва и со молитви недопуштени и неприфатливи за нас православните христијани. На оваа тема јас многу пати сум ја кажувал токму на овој ден. Допуштете ми оваа година да не се бавам со прашањето за храната произведена според халал системот. Добро е и самите малку да истражувате и да доаѓате до сознанија без кои што ја доведувате во прашање чистотата на вашиот христијански живот. Во денешниот ден се слави и големото светило од Смирна, светиот Поликарп, епископ на тој град, голем богослов на Светата црква, духовно чедо на големиот епископ на Антиохија Игнати и духовен татко на големиот епископ на некогашна Галија, денешна Франција, Иринеј, епископот Лионски. Гледајте како се светиите поврзани едни со други во Христа Господа, таа благословена мрежа на осветени духом свјатим личности треба да ја има и денеска, и таа треба да бидеме ние денес овде собраните браќа и сестри во името Христово. Исто така, во денешното свето Евангелие, написано од раката на светиот апостол и евангелист Марко, чувме како се што постои, се што е од Бога создадено, е создадено и постои за да се стави во функција на човечкиот живот. Сите оние што повеќе држат до законот отколку до љубовта, ќе ја повторат грешката на свештениците од Ерусалимскиот храм,
за кој што зборува денешното евангелско четиво. Вие знаете дека во денешното Евангелие се работеше за една жена, која што долги години страдала од незината исушена рака и постоела опасност таа болест да се прошири и животот свој да го изгуби. Но Христос не ја среќава, во светиот Ерусалимски храм во саботен ден. Јудејското свештенство го наблюдувало поведението на Христос, како ќе постапи со таа жена тој во тој ден и под сводовите на Ерусалимскиот храм. Христос тоа го знаеше. Дека тие бараат причина за да влезат во конфликт со него, за да го осудат. И затоа на самиот почеток им кажа дека саботниот ден е создаден за човек, но човекот не е создаден за саботниот ден. И гледајте сега, еве ја тезата што на почетокот ви ја кажа. Времето постои за да му служи на човекот, а не човекот на време. Па на што личи едно наше катардневно кажување за времето? Ако нешто неубаво се случува, ќе кажеме, па времето е такво. Па знаете, како времето да има ум и разум, свест и совест, а не човек. Како човекот да е предмет, а времето личност. Времињата се такви какви што се луѓето. Луѓето ги прават времиња. Духот свој со кој што живеат, го печат, го втиснуваат во времето во кое што живеат. И тоа станува белег или карактеристика на животниот стил со кој што еден човек или една човечка генерација живее. Потоа Христос им се обрати на истите свештеници со една друга мисла. Кажете ми, им вели, што е подобро да се прави во сабота? Зло или добро? Да се остави оваа жена да умре или да и го спасиме живот? На тоа прашање тие немале одговор, но молчеле и подмолно чекале Христос да сгреши. Знаејќи ја зависта од која што страда и дека зарад нивната завист, таа добра жена може да го изгуби животот, тој ни пристапи на болната жена и кажа: жено, испружи ја раката своја. И таа ја испружи во тој час, незината рака се исцели и стана здрава како и првата рака. Гледајте сега, до кој степен треба да сме пожртвувани во љубовта кон ближниот свој. Во нашите глави не сме да постои рачун, никаква калкулација, дали треба да се подаде рака, или што ќе добиеме со тоа, или што ќе изгубиме со тоа. Туку треба веднаш доброчинењето
da stane refleks na našijot život. Refleks. A ne rezultat na ne znam kakvi kukavi umuvaj. Gospod ebe v ovoj saboten den od prvata nedela na veliki od paskalen post me uči na to, kako da go ljubime bližnji od svoj. Da se izdignime nad sekoj zakon posilata na ljubav. A zakon od ima smisla da go ima samo pod jeden uslov, ako ne priveduva kon ljubav. No to nikogaš ne može da bide, da se stavi nad ljubavta, braće i sestri moji. Gospoda ve blagoslovi, utre je pravoslavna nedjela, pobedata na svetoto pravoslavije, ja proslavime торжествено со mnogu ljubav. Vidite mi zdravi i živi po Hrista Gospoda i blagosloveni. Čestit hram.